Ова е многу актуелна дебата во Европа. Многу развиени здравствени системи ја имаат отворено оваа дебата и ние како држава веројатно треба да го следиме тој чекор и да отвориме дебата за тоа дали е потребно да се воведат вакви дополнителни давачки на овие типови на храна. Сепак за тоа задолжително треба да се направи многу широка општествена дебата која што очекуваме или предвидуваме да направиме во наредниот период, но тоа да биде дебата со сите чинители во општеството, и со индустријата, но и со експертите. Мораме да се осврнуваме на оваа проблематика, особено затоа што по добивањето на податоците од студијата за исхрана на Република Македонија, ние на Комитетот за здравје и животна средина донесовме одлука за прв пат во Македонија се направи ваква студија и оваа студија е направена. Студијата покажа дека во Македонија граѓаните конзумираат храна со повеќе масти од граѓаните што ја конзумираат во останатите, од храната што се конзумира во односно од европскиот просек, повисоко од европскиот просек. Истото се однесува и за сол, истото се однесува и за шеќери. Од друга страна, студијата покажа дека над 80% од граѓаните во Македонија имаат физичка активност далеку помало од пропишаната или потребната или препорачаната физичка активност. Во студијата има и определени аспекти на пушењето кои што се опфатени, така да сите овие параметри кои ќе ги земеме во предвид, имаме обврска да ова прашање го дигнеме високо во јавноста, односно јавноста да широко да дебатира по овие прашања и врз основа на дебатата да се преземат и определени мерки.